Стручни директори кои компетентно ќе ја издигнуваат и водат клиниката. Концептот за кој секогаш се залагав е дека мора да се вратиме на стариот систем пред клинички центар да биде поделен на 32 единици, вели професор Беќаровски за актуелните состојби во здравството денес и можниот излез. Дека економските директори донесува економско лудело по клиникиве, веќе не се гледа квалитет. Значи, вие не може да побарате. Имав прилика неколку пати престојував и во Словенија и во Шведска. Таму која се бира апарат, не го бира нити директор, нити комисија. Се носи апаратот, го гледаат колегите, кажуваат овој апарат е добар, овој апарат е лош. Кај нас сакаме да требуваме гастроскоп, одлучува некоја комисија во која што некогаш има доктор, некогаш нема доктор, економски, односно организациони директор кој што најверојатно гледа да склучи некој дил со некого за да донеси нешто што после тоа тотално не одговара. На прашањето дали верува дека политичките партии навистина ќе имаат сила и капацитет да ги надминат ваквите состојби во здравството, таравари со став. Мислам дека прва задача треба да биде првиот ден било кој да биде министер и ја ако бидам да се разрешат тие економски директори. Ја 2017 почнав. Ги разрешив 95% од економските директори и мислам дека не ни треба тој луксус. Со години сведочиме на ситуација лед во место. Младите лекари и партиските вработувања, кои резултираат со заменување на високо квалитетен кадар надвор од земјава. Ситуацијата е повеќе од песимистична и голем дел од колегите најотворено и искрено не гледаат иднина тука, вели Трајковски. Дефинитивно платата е, условно кажано, меѓу третата и четвртата причина која што им е проблем на колегите. Јас би рекол дека најголемиот проблем кој што го имаме се прво административните потешкоти, она неизвестност која што е постојана околу нив, дали ќе завршат 6-месечна пракса која што е предуслов за специјализација, дали по завршување на факултетот навремено ќе добијат диплома за да може да се вработат. До назначување на нов министер за здравство, лекарите со апел дека проблемот не е само во клинички центари како тоа ќе се реши, туку и секундарното здравство кое е целосно атрофирано. Градови кои немаат анестезиолог, нема педијатар, болници низ Македонија кои со честни исклучоци секогаш ги препраќаат пациентите во Скопје, во 8 септември, во градската болница и во државна болница.